Добро вечер и добро дојдовте во новото издание на магазин со Томич. Петок дожливо во секој случај, но дожливо од информација, од настани што се случуваат не во нашето поднебе, бидејќи ние сме веќе прочитана и книга, испеана песна која нема нешто содржајно, нема нешто што можете дирне во дамарите и во срцето. Бидејќи кога ќе видите што е ова што ни се случува, кога ќе видите таа трагикомедија, кога ќе видите во секој случај политиканството, што е наше секојдневие, баналност од политичките случувања, дури во една ситуација, морам ова да го кажам, реков дека тоа се мои 5 минути, пред официјално да почнем емисијата, ќе биде доста интересна, не можам да си дозволам. Стигна порака од Влен, од тој градоначелник, нон пасаран. За министер за здравство мора Влен. Чекај пред господине Касави. Да, ви дадов подршка, ви кажав, ја уште ви давам подршка, реков до година дена, ќе ве толерирам. Ма кај пишува дека мора Албанец да биде министер за здравство? И јас велам, а и сите го велат тоа, уништија државата, сотри го образованието, сотри го до здравството, и ти немаш држава. Ја немам ништо против, меѓутоа држава е мултиетничка, да. Не пишува никаде дека албанците и македонците се два столба, ви се молам. Што е со другите? Зошто тоа е апартхеид? И кај пишува, го видовте? Човекот шибицар што го вика, па ја го спомна, па волк сте го нарекле вие, господин Касами, за таравари. Ја у старт му спомнав моите колумни на Мицковски, не го ставај. Не го ставај. Овој дилетант, бидејќи 4 пати искача влага, тоа е шарлатан. Од друга ситуација ги видовме крлежите или тие, како да ги наречем, политиканти кои плукна на автохтониот СДСМ или творецот на таа партија СКЈ, СКМ. Страмота. Во таа политичка партија, луѓе мои, македонци мои и породи по државјанство, имаше авангардни политичари, од кои можеше да се учи. Што е ова? Видовте, двајца шалабајзи, еден од Муртиот, другиот, не знам од каде, со златни визи. И на крајот на краишта, истиот тие барат ред, поредок, чистота, правичност. И правичност ќе заврша да се приименува нивниот закон. Кој закон? Законот што вие не го применевте беше Дуј, Али Баба беше заедно со Заев, со Ковачевски, да не ги редаме на крај командантот Тајлјат. Зошто не им помогнавте семејствата на изгорените, кремираните во модуларната? Зошто не ги компензиравте штетите на роднините на Дурмотурс и конечно на Беса Турс? Немајте, со таа перверзна хипокризија, ве молам, покрите се, влезите во таа дупкот кај што излеговте. Уште минута и нешто се случува, тој настан што го викаме Балкан, Западен, Источен, таму е нашиот премиер. Интересно е таму што видовме претходно, можам ли само да ве поздравам мојата екипа, тоа е Кристина Томич, мојот продуцент, Иван Алексовска, кој уште малце ќе не напушти, и јас и посакам секој добро. Видовте ли кои се лидерите на Европската унија? Ивана, дајте тој возот што правеше францускиот председател и неговата дружина од Киев, на таа линија Киев. Еве, тие инсерти можеме да ги видиме. Да, ова се некои моменти што председателот дали има алергија почесто, истиот тој што не испадна коректен кон македонскиот народ и Македонија, го смени, го продаде името и треба. Ова е таа интересна случка што сите медиуми во светот ги пренесуваат. Тоа е не е Ориент Експрес, ова е некој посебен, не е експрес, е некој теретен воз, каде се сокри белата кесичка, видите како таа убаво обратно. Тоа е нашата авангардна политичка елита која бара од нас да само избришиме и само уништиме со бугарскиот диктат. Претходно беше тоа преспанскиот. Драги мои,
Овие велат дека ќе раководат и ќе дефинираат Македонија, односно Европската унија. И конечно вчера не посети Кошта на српски, вика тоа чини. Колку чини, господине Кошта, се тоа што вие дојдовте и парате од нас да ние дефинитивно се избришиме. И вели no way, нема Б план. А како план имате за Молдавија, Украина? И конечно, ова е интересна содржина. Големиот интригант и човек близок на Сорос, кој навистина 4 мандата освои Еди Рама, како ја дочека француската премиерка на среда. Одиме со мал да го видите тој прекрасен настап на Добродојде. Драги мои, тоа ќе го направи Ивана или при крај на емисијата, или ќе ми даде знак. Тоа е ексклузивно. Ексклузивно и вечера почитувани што за прв пат во овие 25 години во Гласот на народот доаѓа Владимир Коруновски, политички аналитичар. Куновски. Да. Се извинувам, ве молам те. Јас се извинувам, господине Куновски. Чест и задоволство. Знам дека режијата ќе го поправи плочката. Добро ми дојдовте. Еве, најкусо за вас. Бидејќи првпат ми доаѓате во Гласот. Добро, колку имам 48 години, политички активист, може и граѓански да се каже така, бев политички активен од 2015 во Левица, основач сум, заврши таа приказна одамна. Видовте дека не одат работите? Не, таму имаше двојба и нерегуларности, меѓутоа сум граѓански активист, имаме Сдружение Човекот над профитот. И со тоа здружение сум активни веќе од 2018 година, правиме протести за измена на законот за извршители и за кражбата. Сум активни во протести за екологијата, за чист воздух. Така, меѓутоа, за жал, кај нас улицата не дава резултати. Значи, затоа што има... Зошто? Баптисале, луѓето веќе не веруваат. Не, туку, бевме на конкретно имаше јавна расправа за законот на извршители. Од другата страна... Знаете колку ќе добиете се комплименти по велето? Да, тоа се бетон глави, а така ги викам пратениците во македонскиот парламент, да ги бушите со најаката хилта, ќе пукне хилтата отколку главата на пратеник. Тие се таму... Имаш 2.500 евра месечен. Да, и посебно таму бевме на една средба после расправата, тоа беше, мислам, 2018, ако не се лажам, дека таму си прават најдругарски муабет, како се чувствував како да сум у Шведска. Значи муабетот на парламентарците беше најобичен, сите затоа што имаат, што викате, околу тогаш може има 1500 евра. Без тие 78%. Да, така, без тие 78%. Има тендерче ке лапнат некој вработување за роднините и за нив, они доаѓаат 4 години на гурбет. И они се гласачка машина, само им доаѓаат закони и гласат. А од другата страна, за жал, нема, зборам за обичните граѓани, ние собиравме 3 месеци подписи за промена на законот за извршители. Значи тоа во секоја сабота бевме пред Триумфална капија, 3 месеци, тоа во најладните ноември, декември, јануари. Ма одзивот е многу слаб. Значи, главното прашање с која се води дали политика и војна и некоја голема приказна е дали имаш со кого и второто е дали имаш за кого. За жал, кај нас и да најдеш со кого, прашање е дали имаш за кого, дали имаш јавна поддршка. Владимир, еве и безрезервна поддршка имате моја. Фала. Еве, од се срце. Знаете зашто? Не сум знаел дека сте активисти. Активисти токму за една најгорлива категорија, луѓе ранлива категорија, која страда, умира, паѓа во една тешка депресивна ситуација. Зошто? Бидејќи некој се дрзнал да го суспендира одлуката, судската одлука за прекинување и важење на борчови, како да речам, долгови повеќе од 10 години. Тоа е криминал за да се зароби обичниот народ. За да може умот да ти биде фатен за сметка од 10-15 да не фаќаш, да не го видиш големиот криминал. И белиот свет го видиш. Само тука да видиш зароб, значи умот да ти биде заробен, да не мислиш за други работи. За жал, пратениците
тогашниот состав и сегашниот, тука нема разлика, може се промени уште еден меѓу време. Тоа се, значи, не обични ботови. Не би темата е друга, значи да, би ние може вечер, супер, ова нека биде еден шлагворд, уште само минута, 10 минути земавме од емисија. Меѓутоа, за жал, овие политичари што требаше да иде снимката, значи во што ќе бидат во европските политичари, кремот на европската политика, не се ништо поразлични од нашите политичари, за жал. Не ги интересира. Значи, тоа е голем криминал, значи Европска унија во моментов е како Југославија почетокот на 90-ти години, каде што имам пријател кој што работи во Европска комисија, значи македонец, таму службеник, че таму не доаѓаат на работа понеделник и петок, че се работи вторник, среда и четврток, и тоа зависи и 4 дена. Да, значи 3 дена работат во неделата, сите имаат, зборам за европратениците и за други повисоките службеници. А се имат по 25-30 Да, таму се земаат големи плати и големи бенефиции имаат. Значи нив само ги интересира, исти се такви, ја ги викам гурбетџи, што тие 4 години се дојани на гурбет за работа, натоварат магарието и да си одат. Немаат желба таму да променат ништо. Мал дел од нив можеби и пројавуваат вака некоја активност. Меѓутоа и тие се како глас во дупка, значи ехото, толку ништо. Да. Нема конкретно и Европскиот парламент е безгласна буква, тоа директно таму, дека Европската комисија, односно министрите за надворешни работи, тие ги договараат во 4 очи работите и ги гледаме сега ова, условно кажам, европската влада, дали била Урсула ван дер Лајен, која што е... Кој се обвинува, обвинете за милиарди. Да, така. Или кој ќе видиме Каја Калас, која е голем јастреб, па без моќ. Видовте што направиле со подморницата? Тоа што беше голем гаф се сторен, инцидент че се случеше меѓу Русија и Естонија. Да, и имаше така условно пред војна беше така. Пред војна, туку пред некаква интервенција и воени хеликоптери и сухои авиони се пратија така. И тоа заради тоа обичните граѓани во Македонија треба да сватат дека европските политичари не се богови, тоа туку се обични смртници, дури полоши од нашите политичари, бидејќи нашите политичари ние во Македонија нема тајни, сите ги знаеме луѓето, буквално до трет брат учат се знаеме. И тоа кога ќе дојде некој странец, ние тука веќе му даваме некој големо значење, посебно на политичар. Ако е, тоа сум го видел во други прилики, и тоа проблемот е што ние немаме, нашите политичари немаат курс, не знаат кај одат. Немаат компас. Немаат компас. Владимир, нима зашто не пресушен извор за комуникација и навистина ми е задоволство што вечер на премиера правиме. Со вашето представување на моите и на вашите гледачи, кои рековме наредната недела, почитуваме и одбележуваме 25 години од гласот на народот. Еве, ми јави Ивана, веќе ја имаме таа прекрасна снимка и официјално да почнеме с разговорот. Еве како Еди Рама ја пречека најубавата, најсимпатична политичарка воопшто во светот. За мене, до сега. He only does it to be tall as me. Не е важно дали си преубав или пребогата, ако некој шлифне, некоја интриганска однесување, некоја анекдота, ќе останеш запаметен. Владимир, со најкусо со оглед дека треба да почнеме, скоро 15 минути ја земавме од официјалната тема, но и ова беше прекрасна тема.
Како го коментирате ова? Циркузант. Тоа е, само што тоа е, нели, има една поговорка: каков народ, каква свиња, таква маст, каков народ, таква власт. Значи, на Балканите слични се политичари, не дури нема разлика. Го знаеме кој е политичарот, без разлика дали е некој селоначалник на некој помало место, му го знаеме шоферот и му го знаеме шефот на обезбедување. Тука тоа е нивото на нашите политичари. Меѓутоа мудроста кај него, да бидам искрен. Да, он е добар играч, он е како? Значи, добар играч, мислам дека како учи од Берлускони. Значи, меѓутоа тоа е друга класа веќе. Берлускони е хајс. Да, ова е ова е малски Берлускони. Меѓутоа пак успеа. Го даде драч како база. Така, добро. Како што и црногорците и вика Кошта, вика тие се пред вас и тие ќе влезат. Но ние се задржуваме, само ова морам да го кажам, бидејќи му ветив на еден драг мој пријател, да, соработник сум во нивниот надвршен пробоно. Пробоно, јас цел живот пробоно работа. Верувајте ми, пробоно, кај е додо пробоно. И вели господин Томич, или Чичко Цомич вика, ба што те гледам, многу се секираш, многу пишуваш. Абе, млади доаѓаат, бе се соберат во некој милионче, 2 евра, и ќе му ја здувнат, и не му ја мислат за Македонија. За жал така. Зошто ти толку се секираш, се мач? Еве, ти ја исполнив таа порака што си ми е предно. Нашата вечерашна тема е мировен договор во Истанбул без Путин и без Трамп, без мир. Ако може само една увертира, тоа не е една колумна што денеска ја објавив во портал Охрид 24, така ми мене судбино, и тогаш кога изгубив работа во МТВ, отидов во Охрид работев и сега повторно го реинкарнирам Охрид во моите дела. Одиме со колумната и се враќаме во студиото. Истанбул без Путин и Трамп. Мир или само декор за глобалниот театар? На 15 мај 2025 година во Истанбул, градот на вековни миротворни амбиции и судири на империални интереси, светот повторно се собра околу маса, но без столови за главните играчи. Владимир Путин и Доналд Трамп не се појавија, а без нив што беше останато, освен сенки и празни зборови. Поставена сцена, но без главни глумци. Преговорите во Истанбул бе најавувани со надеж дека по 3 години крвопролевање, разурнување, пропагандна војна ќе се отвори вистински пат кон мирот. Но таа надеж траеше само додека не стана јасно дека Путин нема да се појави, а Трамп, сега веќе претседател со влијание, во сенка ќе искористи својата отсутност како политичка порака. Русија испрати делегации без авторитет, предводени од Владимир Медински, советник познат по неговите тврди ставови, но без право на одлучување. Украинците пак дојда разочарани, внимателни, свесни дека ова е само уште една фаза од истата стара игра. Без Путин и без Трамп преговорите се претворија во дипломатска симулација. Без лидерите кои можат да го срушат или спасат светот со една одлука, останаа само средно рангираните технократи облечени во костуми, со говори полни со флоскули. Зошто Путин не дојде? Путин знае дека без директен договор со САД нема вистински мир. Тој ја гледа Турција како користен канал, но не како рамноправен партнер. Истанбул не беше место за компромис, туку терен за покажување сила. Неговата отсутност беше порака до Западот, или преговори на врно место, или ќе продолжи специјалната воена операција. Згора на се, Москва е свесна дека Украина без благослов од Вашингтон нема право да вистински одлучува. Отсуството на Путин беше одраз на недоверба, не кон Истанбул, туку кон структурата на преговорите. Зошто Трамп ја избегна сцената? Доналд Трамп, иако не беше формален дел од преговорите, ја имаше можноста да испрати сигнал дека сака да го превземе водството во мировниот процес. Но Трамп не игра на терен на другите, тој создава собствени сцени. За него Истанбул беше декор, но кој не сакаше да се појави, бидејќи нема контрола врз сценариото. Трамп подготвува свое влијание на конфликтот, веројатно преку директна средба со Путин.
нешто што би ја променило не само динамиката на руско-украинскиот конфликт, туку и рамнотежата на глобалната моќ. Мирот во рацете на лажни миротворци. Додека светот очекуваше чекори кон мир, од Истанбул стигнаа само бледи изјави за приближување на ставовите, без конкретни рокови, гаранции ниту обврски. Европските лидери аплаудираа, а медиумите објавија дека напредок е постигнат. Но прашањето кој напредок? За кого? НАТО продолжува со испорака на оружје, Русија продолжува со офанзиви над истокот, САД молчат, Кина наблюдува, а Балканот трепери, знаејќи дека кога светот се распарчува, тресењето се чувствува најсилно кај најмалите. Балканот следната шаховска табла. Македонија, Србија, Косово, Босна, сите повторно стануваат геополитички пиони. Мирот во Украина директно ќе влијае врз иднината на Балканот. Ако големите се договорат без нас, ќе бидеме само колатерална штета. Ако пак нема договор, ризикуваме да станеме дел од поширокиот фронт. Токму затоа Македонија мора веднаш да ја освести својата улога, активна, неутрална, но мудра. Дипломатијата да стане оружје, пред оружјето да ја проголта дипломатијата. Зошто мирот не се гради со соопштенија и твитови, туку со вистинска стратегија. Истанбул како символ на изгубена шанса. Многумина го нарекоа Истанбулскиот самит историски, но историјата ќе го памети како момент кога светот не беше подготвен за вистински мир. Не затоа што немаше услови, туку затоа што немаше волја. Мирот денес не е невозможен, тој е одложен. Сите знаат како изгледа решението, но никој не сака да го плати политичкиот трошок. А додека лидерите тактизираат, обичните луѓе и во Харков, и во Белград, и во Скопје плаќаат со сопствениот живот. Заклучок: без Путин и Трамп светот не мрда. Истанбул беше само уште една симулација, како театар без публика, без емоција и без вистинска драма. Мирот нема да дојде оттаму каде што го глумат, туку оттаму каде што ќе се роди храброста за вистински компромис. Светот е уморен од декларации, луѓето бараат дела. А додека не дојде моментот Путин и Трамп да седнат на иста маса и да го кренат телефонскиот повик, што ќе ја смени историјата, сите други преговори ќе бидат само увертира во нова фаза на конфликтот. Да, драги мои, тоа беше поведниот наш збор или колумна која обично ја практикувам. Малце фативме и не е лошо што фативме еден убав дискурс што е и за вас интересен. Видовте со Едирама, видовте со тие брашнари, со тие воденичари и така натам, кои ни наметнуваат услови, ни наметнуваат диктати, ни наметнуваат правци, директиви, но видовте кај нив каква е ситуацијата. Со нас е Владимир Куновски, политички аналитичар. Господин Куновски, колумната ја слушавме, ние од основа на таа колумна ја решив да идам на 5 дела. Првиот дел го нареков игра без играчи. Осуството на Путин и Трамп, што значи тоа е на тема по тема. Зошто Путин одби да дојде во Истанбул? Па мислам дека нема конкретно ништо. Значи помеѓу уште не е договорено помеѓу Трамп и Путин. Така. А Европска унија притискат да се направи нешто, дури беа многу агресивни изјавите на европските политичари. Така. И мислам дека првата работа паралелно иде и договорот помеѓу Кина и Америка за царини. Значи тука е главната работа. Ова е само условно кажано театар за публиката, а позади се договарат големите бизниси. Значи, дали ни следи Јалта 2, каде што светот ќе се подели, знаеме дека имаат стратегиски договор за соработка, имаат Русија и Кина, од друга страна Америка и Европа се едно, чисто за гледачите да знаат, Америка ја третира Европа како вазал, Така. Чисто да знаеме дека Германија има американски бази
повеќе десетици, мислам дека околу 8 големи бази. И те како? Така, и сега тука дали можеме да правиме муаве дека е тоа независна земја, значи не може. Тие се Европа е вазал на Америка, се смени курсот на Америка се смени, значи сега од демократите, односно од тој така го викаат нели глобалисти беше и другиве беа така ги гледаат сите. Значи дојде Трамп сосема ја расчисти демократската структура во Америка. Доаѓа и ги извади, тоа се викаат во економијата пари од хеликоптер. Значи беа фрлани пари, печатани, делени на кого треба и кого не треба. Тие ги скратија и сега имаат Америка треба види дека ја губи економската војна со Кина. И тука е целата приказна. Русија, мислам дека намерата на Трамп е да ја придобие Русија на своја страна. Или ако ништо друго да се договори Русија да биде помека. Тоа е моето мислење, не знам дали. Не сум тоа, точно е толку се согласувам. Јас со вас со оглед дека и самите европјани рекоа дека кажа дека без Америка ние сме ништо. Од една страна, значи јавно во тоа. Нема војската НАТО е Америка, 90% е Америка. Самиот Трамп и во првиот мандат укажа дека нема ја да ви бидам тој што ќе ве спонзорира и да платам 49% од колочата, а вие давате по 2-3% и тоа ви е многу. Со оглед дека рече нема више повеќе таа да се случи. Со оглед дека ќе прекинам да финансирам како што се беше со Обединетите нации. Но како и да е, Трамп веќе со ова упати порака дека сака да се договори. Да. Дали Москва испрати само декор, не и делегација со тежина? Па, тоа е некој втори или трет ранг, там заборев како некој незвучно име. Да. Меѓутоа покажа дека има напредок од една страна за значи секогаш дипломатијата работите не се одвиваат јавно, туку тајно се одвиваат. А шансата за примирие беше уште, мислам, ако не се лажам, 20 на почетокот на војниот конфликт, беа горе-доле пред договор, пред подпишување на договор. Јутоа на инсистирање на тогашниот премиер на Британија Борис Џонсон, тоа се прекина. Значи, тогаш беше, мислам дека неколку месеци после почетокот на војната интервенција на Русија и тогаш беше шанса да се договорат работите, но гледаме дека Европа ги дава сите карти на победа во, така да кажеме, украинскава војна. За жал, највеќе страда украинскиот народ, се води класична војна, значи со луѓе на терен. Чисто како паралела, војната во бомбардирањето на Србија 78 дена, не беше симнат ни еден војник на НАТО на територија. Да, немаше на земја, немаше никој. Вамо е класична војна, значи збориме, иако Русија покажа во неколку наврати дека има страшно оружје за рушење, тоа го покажа, тоа го знаат сите, но не го користи, значи бидејќи мое мислење е тоа дека ги сметат украинците како свој народ. Така, иако сум бил во Киев уште како студент, значи таму еден од главните споменици е маж и жена како се држат за рака, во советски стил е тоа направено, по повод 300 годишнината од соединувањето на Украина и Русија. Не се знае кој е маж, кој е жена во таа, значи не е така е направено во тој социјалистички систем. Успеа да направите на братубествена борба? Да, значи најголем за мене секој сака да освои територија или да економски да доминира, меѓутоа ако некој првенствено за нас, ако не чини државата, кој е крив? Ние или некој од надвор? Значи тука е во дворот на Русија, наместо тие генералите, наместо овие олигарсите да купуваа јахти и замоци во Британија и Лондон град да се вика, нели, така го почна да го викаат Лондон, тие требаше да купуваат бизниси и земја во Украина. Тие отидоа да се покажат кај англиската кралица. Сега тука кај им ги земаа парите, тука им ја зема и Украина. Сега тука кој е крив? Мислам, ако збориме без емоции. Меѓутоа, тоа се случува 2014 е
превратот се прави во Украина со помош на пред се британските и американските сили. Тоа е јавно, сите го знаат, но тука се фати Русија неспремна. Значи, сличното да беше направено нешто во Мексико, тука Трета светска војна веднаш ќе беше. Но мислам дека русите, ако гледаме вака од руската страна, дека премногу како да кажам, не наивно, туку не си го осигураа својот двор, па отидоа да купуваат на пазарот негде на страна, но Русија се уште и се раскина најбитно од се со војнава, се раскина економскиот, така да го кажам, економската соработка помеѓу Германија и Русија. Што не била пракса, што се сета Герхард Шредер, фрау Меркел, тоа беа малте неко дома. Така, но никој веќе не го спомнува главната работа Северен ток. Кој го струши Северен, еколошки, така. Никој во Европа тоа не го збори веќе, колку е, 2 години мислам како го струши, или 3 како доаѓа. Направи голема еколошка штета на како беше, во Северното море, близко, мислам дека е тука некаде кај Полска дека беше, или кај Литванија, че направи голема еколошка штета, економска штета пред се, каде што инвеститори беа европски компании и арапски компании, секако и руски, никој тоа не го збори. Сите се сојузници на Америка официјално, jer и тоа никој не го збори. А ресурсите сега ги купуваат индиректно преку Индија, например. Знаме во разговор со еден пријател кој што добро ги разбира работиве, дека сега идат зголемена е соработката помеѓу Индија и Европска унија, и тоа во ставката нафтени деривати. Значи тие не одат директно од Русија за Европска унија, туку идат индиректно преку само да се избегне таа така, меѓутоа самите себе си се рушат. Па и американците за време на препродаваат руската нафта. Да, цело време. Јас ќе ви кажам една дигресија. Милум да спомнам дека повеќе пати бев во Америка и знам токму на една голема криза која беше, верувате ли не дека Лукойл, бензинските пумпи беа повеќе посетувани отколку останатите америчките официјални домашни компании. Со тоа дека секојаш трейдот од бизнисот постоеше и екзистираше меѓу САД и Русија. Што значи игнорацијата на Трамп околу Истанбул? Па има Трамп, има големо его пред се. Тоа се гледа пука од него. И тој сака победа. Значи нема се уште не сака во втор план да биде. Да, не сака да биде во втор план. Од друга страна, железниот човек сака исто така. Да, добро е, па сега добро има судир на 2 ега, но Трамп сака формално да заврши војната. Не е битно како. Значи тој сака да ја во американските гласачи да докаже дека ќе ја исполнил таа работа, дека има мир во Украина. Да. Морам, господине Куновски, да спомнам, знаете ли колку чини средбата што ја се одржа пред некој ден во Саудиска Арабија? Колку бизнис потпиша Доналд Трамп со пријателите? Па мислам, само авионот што му го подарија беше $400 милиони. Да. 1500 милиарди долари е воспоставен заемен договор за соработка и странска инвестиција во Саудиска Арабија. Значи, во Америка 1500 милиарди евра, односно долари. Добро, меѓутоа морам да кажам дека во моментот кога Европска унија ги зароби парите на Русија, ги блокира околу помеѓу 300 и 400 милиарди. Во истиот момент добар дел од инвеститорите од Саудиска Арабија и од Арапските Емирати се уплашија за своите пари нормално, дека и дел од нив ги ставија во други пазари, пред се во Кина, во кинеските банки, така почна соработка со Кина. Так. И сега тоа е можеби победа, условно да кажеме, на Трамп, затоа што Арапските Емирати и Саудиска Арабија почнаа да се вртат кон БРИКС.
Значи, Кој беше нападнат толку контроверзии околу БРИКС? така, меѓутоа главниот носач на БРИКС е Кина, економски джин е Кина. Добар дел од овие аналитичариве во Америка, посебно CNN, го викаат джинот кој се тетерави. Да. Така, меѓутоа стигнуваат секогаш. Кина не е брза, тромава е, меѓутоа економски сега економските бројки се сосема големи. Да. Но мора да кажеме дека главниот промотер на, односно не промотер, туку главниот иницијатор за кинескиот раст и ставање на Кина во сите во Обединените нации, во Советот за безбедност е токму Америка, односно Хенри Кисинџер во 70-тите години. Со својата позната стратегија и шаховската табла. Така. И господин Куновски, дали е ова подготовка за таен договор САД Русија без Европа? Па Европа е како Југославија 90-та година. Значи веќе Европа е завршена приказна, Европска унија, односно. И економските показатели кажуваат дека за скоро ќе биде Европската унија многу ќе падне. Значи ќе се извојат земјите од БРИКС, а и Европска унија веќе ќе падне на трето ниво. Можно ли Русија да менеджира со Европа? Не може. Нема толку инфраструктура. Може би има подолба на влијание како што е во Јалта. Значи тоа барем ние како македонци најдобро го знаеме, дека Грција е дадена да биде во западниот дел, а Југославија требаше да припадне во советскиот блок, така да кажеме. И таа граница на Македонија е ставена на договорот на Јалта. Да, го знаете и тој договор што беше 1999 предкуменовскиот договор, поделба на сферните ереси. Северно од Слатина е руското влијание, а јужно од Слатина американското влијание. Па може ке се некои ситни работи ќе се предоговараат сега во моментов и така личи и целава работа дека даваат Инстанбулскиот состанок е само купување време за да се договорат ситните детали. Токму тоа, каква порака испрати Истанбул во светот? Надеж или капитулација? Па што има договор? На крај секоја војна мора да се седне на преговарачка така маса. Ова не требаше да дојде, според мене никогаш не треба да дојде. Феноменот војна треба да биде останат во минатот. Значи 21 век ние имаме скоро да нема година без војна, значи да почнеме од арапската пролет, така да кажеме, па Сирија. Се знае кој ги организира длабоката држава и се она што значи свесно удрија со таа Cold Revolution, обојна револуција што допре во Македонија, по исти ракови јас сум дел од таа. Да, значи јас колку ве испоштува, значи, правиме на дигресија од една, бидејќи протагонистите тие не се главни тези. На Мајдан се гледа дека има организација, меѓутоа тука прво имаше, чисто да се навратиме, 2015 имаше граѓански собир на 5 мај. И тогаш почна и шаторите во моментот кога ги се поставија шаторите на СДСМ пред влада, од тогаш се повлекоа граѓаните. Меѓутоа дека требаше да има промени, 2016 тоа беше јасно. Проблем е злоупотребата. Еве, најдобро нашата ситуација може да видиме сега во Србија. Нема кој да преземе. Па тоа сам да кажам пресликување. Да, меѓутоа нема кој да преземе. Кај нив и кај нас преземе кој крена два прста, тој зема. Значи, за жал тој најкатастрофална грешка направивме. Меѓутоа по позадина беше најголемото предавство во историјата на човештвото. Така е. Еве јас ќе направам на дигресија. Навистина го почитам господин Максим Димитриевски. Имавме неколку разговори, бев навистина во стил кој се, мислам, за мене зборам. Значи не бев папеч, се вика, туку директно. Дали ова глумачка академија? Не вика. Јас излажан сум од Зоран Заев. Отидовме на глобална политика, меѓутоа се враќаме и направиме една релаксација, која не е релаксирана, тоа е сепак една голема, една тектонско или земјотресно однесување на една политиканска бандитска структура. Вели нас не излажа
Како што ги излажа овие што се у Србија. Оти нема кој да ги води. Тоа се криминалци кои имат по 700-900 милиони евра заробени у Маурициус, кој у друга држава и така Проблемот е што нема чист политичар. Значи сите се криминалци и истата приказна е, значи еве Украина дека сум бил таму, значи тоа е со многу ресурси, значи не само што сум бил во Киев и во Одеса и во countryside што викат, значи во природата, значи таму господарувал се и тоа премногу. Да, исто и за Македонија може да се каже, меѓутоа се дало освен памет и Добро, тоа кажавте. И на крај доаѓа егото. Зборам за Македонија, таму е истата приказна, не може да се договорат кој ќе биде главен и сега го имаме Зеленски кој значи не личи на човек со здрав разум. Што очекувате од комедијант? Еве ја ќе ви кажам искрено, јас знам дека и Роналд Реган е актер, меѓутоа е факторот кој сите го препознаваме по лајкот. Значи не само тоа, значи имаше стратегија во менталниот чип, во тој кортекс негов. А друго, овде ќе имаме сосема диаметрално, исто како на исто презиме случајно, човекот вика бил црпнат од нивата. И крајно што нам ни се случи големо предавство што ние не можеме да се одбраниме од такви медиокритетски случувања. Точно, но проблемот е што така наречената, не можам да кажам дека елита, но е политичка елита, дали таму има еден чист човек што влегол прво да бил успешен во нешто, да кажеме во бизнис, па да како успешен човек нема кај стигнал до плафон, па тогаш се префрла во политика, еве го Трамп да го земеме како пример или други. Кај нас сите влагаат со опинци во политика и стануваат, имаат 2-3 бизниса паралелни тераат и така на тоа го нема никаде. Па првиот премиер се сеќавате со како влего, со кој дрес код да речем во секој случај како излезе. Ја немам никаква лоша намера да навредам некого. Знам, но треба да има чувство према македонскиот народ кој му дава легитимитет. Тоа се кажува најобично за кило кременадла колат вол. Значи тоа не тоа е државниот вол, го колат за себе, но тоа е за жал тоа е секаде во светот. Гледам дека ви оди домашната политика, но темата ми е меѓународните односи и се она што значи мир или некоја интригантска или комедијанска ситуација. Вториот дел го насловив мир на хартија, војна на терен, а темата за вториот дел лажните миротворци и реалните интереси. Зошто преговарачите личат на театар? Па, така им кажуваат. Значи, големите сили позади, големите луѓе позади и... Марионети, сакате кажа. Марионети. Значи, мора тоа е представа затоа што војната е економска алатка. Значи, за секогаш позади и кога се војделе војните со нож, со сабија и со копја, и од тогаш и до сега војната е позади војната стои економска цел. Значи тоа е заробување. Позади стои економска цел каде што Америка се да кажеме се реорганизира, значи можам да кажам малце како така да го како подсмевање. Трамп прави перестројка на како Горбачов, значи престројување со тоа што ги сменува начинот на игра. Значи веќе не сака војна, туку иде да се договара. Значи он го прави ако нешто добро има кај Трамп е тоа дека не сака да има да гинат луѓе. Тоа му е, значи единствен американски претседател од после Втора светска војна. Бога со еден збор. Значи против војната е. Против војната. Мора да кажеме дека Барак Обама, кој беше како бел гулаб, творец на 6 војни, брат. Да, меѓутоа доби, значи тука ја гледаме Нобелова награда за мир. Значи тука тој е организатор на 6 војни. Значи најлош да е Трамп, една работа за која што сите мора да му симнат капа е дека сака да спречи војна. Втора работа се економските интереси, влијанието политичко што сака да го има, тука тоа се преговара на маса. И негово право, он влага во политиката со голем капитал свој. Тој не доаѓа голтар па да изнесе да биде мултимилионер. Така и меѓутоа мора да кажеме дека и тој е реализиран. Значи имал бизниси остварен дефинитивно. Поминат за ова му е можеби меѓутоа и авангардни имиња, лица кои се големо најбогати во светот, Елон Маск, кој е добро, тие се има
Значи тука моето мислење е дека борбата е сега сме меѓу две ери, како што спомнавме и преска во разговорот пред емисијата. Комунизмот, односно социјализмот се сруши 89-та година со паѓањето на Берлинскиот зид. Имавме камера, го видовме тоа во живо. Да. 2009 година падна капитализмот со депресијата. Не туку со помагање на приватни фирми, со државни средства за приватни фирми, тоа се банките. Сите банки во Западна Европа и во Америка пропадна, најголем дел. Тие беа помогнати од државите. Значи тоа е социјализам за банкарите, капитализам за обичните. Што дава енормни кредити, колку сакаш земај. Така, печатење на пари. Сега имаме некоја меѓу простор, така некоја меѓу две ери, треба да почне нова ера. Како ќе почнеме? Тука се големите играчи, Илон Маск, Питер Тил, кој што има една многу сериозна компанија која се вика Palantir. Да. Таа работи за Пентагон, приватна компанија, таа предвидува настани и така натаму. Амазон беше со него, Google, сите беа со него, Зукерберг, Facebook, значи Доналд Трамп сака да го купи TikTok, кој што е кинески. Значи сега е борбата меѓу тие големите технолошки гиганти од Кина и од Америка. Спомнеме и нашиот од Рамбл, кој навистина направи дело што Трамп не може да му го заборави. Тука влагаме на наш терен, ако ми дозволите. Трамп беше блокиран од длабоката држава. Од длабоката, значи токму една од работите за која што му е благодарен на Илон Маск е Твитер. Значи беше избркан, му беше забранет профилот на Твитер. На Rumble можеше да постира, сега и он си има и своја мрежа, се вика социјална мрежа Truth Social на Трамп. Но како и да е, еве чисто како поради синот, еве тоа видов изјавата на Трамп, вика поради синот многу сум му благодарен на TikTok. Значи влијаеше за неговата победа да се обрати кон најмладите овие гласачи, беше токму TikTok. И тука сака да преговара да го купи TikTok, за да може да направи хегемонија на Америка, да остане единствен хегемон на овој, да го кажеме, во новиот систем, што бил дека некој од новиве учени тоа го викаат технофеудализам, каде што ќе мора ќе нема пазар, значи двете работи на кои што е базиран капитализмот е слободен пазар и профит. Тука нема слободен пазар, туку има рента и собствеништво. Значи платформата, дали се викала Амазон, дали се викала Facebook, таа е во собственост на многу мал број луѓе и ние треба да плаќаме рента за користење на тоа, дали е бизнис, дали е за реклама, дали е претплата од 2, 3, 5 долари, еве во Netflix ако плаќаме, или не знам YouTube ако сакаш да земеш премиум сметка, треба да платиш, да не ти излегуваат реклами и така. Значи веќе се спремаме за новиот поредок, што според моје мислење така треба да се вика технофеудализам. Ќе враќаме еден чекор назад но сепак тоа може да траеше 5 години, 10 додека се промени, може овој систем да се смени за релативно брзо време поради технологијата. Така. Влагаме у финалето со оглед дека сакаме да финишираме и за Балканот, апропо ова така наречен мировен договор во Истанбул без Путин и без Трамп. Вели, ке нам молчи Балканот трепери, каде е глобалната одговорност? Големите, значи сила Бога немали. Тоа е. Големите глобални сили нема никогаш да имаат одговорност, тие имаат своји интереси, никогаш не било тоа како што викаат многу сакаат меѓународно право. Не постои меѓународно право, значи постои само сила. Реал политика, што е реал политика. Кај што има сила не може меѓународно така. право. Балканот секаде не е сигурна ситуацијава, например, еве да кажеме Косово не може, не знам од колку како седмици. конфликтот украинскиот ја обликува судбината на Македонија и Балканот? Ние чекаме. Значи ние чекаме кој ќе победи. Кај ќе ни се падне границата, така мислам дека е. Нема значи што ќе се договорат големите сили? Една добра работа е што, значи не би сакал за друго да зборам за наша влада, тука за локалните работи, меѓутоа за надворешните работи морам да кажам дека
одлучија, имаа став дека се со Трамп. Што е тоа добро во секој Па случај? да, значи ако е нешто добро, барем земаа став. Не зборам за друго, значи не би сакал за друго да знам. Значи за надворешната политика, ако е нешто добро, Јасно дефинирана. сите држави на Балканот имаат свој ментор. Значи и во создавањето и секогаш во нивната политика, Македонија никогаш немала ментор. Заради Ти работе на remove control. Да, меѓутоа еве сега ако треба да некој да ни биде ментор, тогаш да бираме дали ќе биде Русија или Америка или Кина. Значи ако сме земале став, добро, имаме став. Претходно не сме имале став никогаш. И не сме имале да тропнеме кај главниот или кај првиот до главниот. Значи сега ја имаме таа индиректна преку комуникација преку еве како беше Крис Павловски Рамбл. Ако имаме таа, не е битно на пониско ниво. Скромноста негова е евидентна. Ви го видовте на телевизија. Да. Крис не ја кажува суштината и навистина малце инфантилно е на поединци кои го прашуваат: хајде, ќе му кажете ли на Трамп да ни помогне? Која е таа ретардација? Во секој случај, јас идам со тој квалификат. Оти да водиш таков дискурс, навистина е несериозно во национален сервис. Значи, тоа е менталитетот, чисто како анекдота. Бевме со јапонскиот амбасадор во еден ресторан во Неготино. Поранишниот сега веќе замина, се пензионираше. Значи, случкава е актуелна во февруари. Да, и го домаќинот, тука на газдата на ресторанот, кажува дека ќе си оди амбасадоров и вика: ако не е проблем, вика, ние ќе ви избереме уште 4 години. Ќе ви дадеме уште еден мандат. Да. Тоа кажува дека колку даде придонес неговиот лик. Не, меѓутоа тоа кажува нашиот народ, значи собственикот на ресторанот му кажува на јапонскиот амбасадор: ќе ви избереме уште 4 години. Значи толку е нашиот менталитет. Значи Итар Пео не треба да се занимава со политика. А кај нас главен лик во политиката е Итар Пео. Итар Пео врви само во рамките на ова парче земја што се вика Македонија. Не може надвор, тој не успева. Го детектираат и го игнорираат. Колку во тој контекст мојата завчерашна колумна беше за 20-25. Да, стојам цврсто за тоа, бидејќи и овие 25 години дадов несебична подршка и давам на македонската диаспора, да се разбереме. Не можеме ние да девалвираме. Внимај, Томич, те перат лондримани. Не е лондримани. Па како можеш, знаете што, од една ситуација се ги разбирам. Нашите стопанственици, во вистинска смисла на зборот, не оние на батерии, кои преку ноќта на мултимилионери. И има успешни стопанственици кои знаат уме да менаџират. Зошто немаме една унија со нашите и македонците наши во светот и да бидат како израелската диаспора? Прво, имам и од таму информации. Сум бил кај нашите во Егејска Македонија, поточно во Беломорска Македонија. Беломорска, да, значи по Леринско. Со виножито и таму има и македонски вечери. Ти имаат контакти со македонската диаспора. Меѓутоа, како по обичај, парите што ќе ги собере македонската диаспора, тие тука идат во ветер се фрла. Значи 2 милиарди, знаете дека по основно разни дознаки доаѓаат. Да, меѓутоа тоа доаѓаат разни дознаки, доаѓаат од луѓе кои што се одселени, тука за семејствата се праќаат блиски. Меѓутоа диаспората, ако правиме разговор за бизнис, правиме разговор за бизнис. Значи тука има десетици, ако не и стотици успешни македонци кои што на економски основи успеале, дали во Австралија, дали во Америка, дали во Европа. Значи тие ако сака некој нешто да направи, тука им точно знам дека имаше тука разговор, понуда за да се отвори трети или четврти мобилен оператор од македонец, бизнисмен кој што има низ повеќе европски земји. Тука не му беше дозволено. Значи корупцијата. Зошто ти е македонец? Затоа што кога некој што успеал врз основа на еве како Крис Павловски успеал затоа што е добар. Не сака да плаќа корупција. Не, тоа во неговиот речник тоа не постои. Значи он е успешен, дали ќе има 100 милиони профит или 200 милиони, тоа него, значи него засега, кога ќе стигнеш до некаде кога си успешен, значи само те интересира уште поголем успех. Кога ќе му кажат на некој дека треба да плати
дали на политичка партија, дали на физичко лице, некој или да им пушти на некој. Преседничи зами, не сега чуе. Го палим авионот и си оди. Значи нема тука. Како да откоренеме, господине Куновски, таа болест што стана законова држава и неказнивост? Значи, за жал, мислам дека треба како општеството одамна е изумрено. Значи, така го чувствувам мртво. Државата само треба да видим да умре и да се родиме по, значи Феникс. Тоа е не институциите како едно множество кое што представува држава, тие не функционираат веќе со години. И тие добар дел од вработените идат на работа и се враќаат. Значи функцијата на институциите не е исполнета. Кога треба да умреме, па да се родиме. Меѓутоа треба да кажат ќе се банкротираме, нови институции почнат и на крај тоа што го спомнав претходно. А и да имаме со кого, нема за кого, затоа што не може лозунгот или како да кажам мотото на крестенското востание станете или на Розловечкото беше, не сеќам, станете да ве ослободам. Кој ќе стане кај нас? Сите се во нека комфортна зона, па чекај моето дете. Не е моја работа, не е моја работа, па чекај ќе те злас. И додека го имаме тоа, додека не излезе народ на улица, значи 100.000 сметки беа блокирани, зборам за 2018. Да. Не дојда, имавме само 22 случаи. И јас, влегувме в финале, само една минута, кажете ми вашата порака за овој така наречен мир, за тоа што финишираме с македонската политика. Како ја гледате? Иднината, како ќе заврши се тоа? Иднината ја гледам дека Јалта 2 ќе има, ќе седнат, ќе се договорат, само што сега ќе има една забелешка за Јалта 1, така да кажам, што има две светски сили и една која што не треба да е таму, бидејќи Британија е веќе банкротирана десетина години претходно. Јутоа зборам за Черчил, на таа слика се Рузвелт, Черчил и Сталин. Значи има две големи сили и една која што само ради дипломатијата е таму. Мислам дека нешто слично ќе се случи тука, Кина и Америка ќе се договорат и да видиме Русија за кого ќе игра, дали ќе, иако има стратегиски договор со Кина, дали ќе се отвори кон Америка, односно ќе почне соработка со Европа. Така. Предизвик сте ми, зашто? Излеговте од една политичка партија која на популистички начин го освои, да речем така, да речем македонскиот електорат, меѓутоа сега кој што гледам, навистина создава иритира во секој случај. Вие излеговте. Не излегов, бев избркан, значи да биде јасно. Избркан бидејќи имавте ваш став? Не, значи не бев само јас, значи тука се подели крилото на партијата на два дела и таа левица бевме и Маријан Ристевски, синдикалец од СОМ, Ана Глигорова, Маријан Ненов и други активисти и постари од мене, а додека оваа левица што остана, зборам за 2016-17, тогаш стана крајот на 2016 стана конфликтот, сите беа со кратки панталони во политика. Политика не се прави, значи прво мора да си успешен во некој сектор, во некоја област, што и да е, дали во образование, култура, бизнис, па да доеш да солиш памет, треба плата да поделиш на некому, прво на себе, па некому друг, па да мислиш на народот. Па да мислиш на народ, затоа што кај нас ниеден политичар, ја не знам политичар кој влегол прво да подели плата, да има бизнис, па да биде успешен, да е задоволен, па да влезе да не работи за плата. Не зборам за криминалци, има двајца-тројца кои што се и на црна листа, кои што се бизнисмени, вака во наводници морам да кажам, меѓутоа тие се на црната листа. Знаеме кои се криминалци. Така, мојот политички активизам беше конкретно тоа да променам нешто. Значи, имам 26 години работно искуство за собствена фирма, знам малиот бизнис што се, знам работниците, бидејќи јас сум и работник и работодавач сам на себе. Значи, ние не можеме тука да средиме основните работи, а не ќе среднуваме големи. Наистина ви благодарам што бевте вечерва со нас. Говориме за меѓународни голема политика, но ме трогнавте во секој случај за оно што е најгорливо прашање, тоа се обичните смртници кои се жртва на луѓе безчувствителни, кои ми ја пијат крвта на луѓето, цицајќи им реков, уништувајќи го нивниот мир, комунитет и живот. Еве една порака, ако ми дозволите, господине Мицковски, еве уште еден челендж, еден предизвик. Завземете се за овие луѓе,
кои исто гласале на избори, верувајте или не, ви кажувам, ќе добиете максимална поддршка. Ама не само проформа, искрено. Завземете се околу ова шизофренија што ја имплементираат тие што не ја сакат Македонија. Влезете во душата на тие луѓе кои се жртва на извршителите. Ви благодарам многу што бевте мој соговорник. Благодарам за поканата. Чест и задоволство, но ова е почеток, со вас има зашто да говориме. Почитувани, тоа беше господин Владимир Куновски, политички аналитичар, кој отвори доста интересни теми содржини, а ние ќе ве поздравиме со едно догледање до вторник во Гласот на народот и не заборавите, 23 мај, во 21 часот, премиера, 25 години од Гласот на народот, клучот на демократијата. Ќе ми бидат гости рецензентите на зборникот на Македонија Гласот на народот. Пријатна вечер.